Во средата во Скопје беше пуштен во употреба булеварот Србија. На местото на настаното премени со ножици за сечење црвени ленти и со ливчиња со говори беа премиерот, градоначалници, министри и така натака и така натака. Ајде во продолжение да слушнеме нешто повеќе за булеварот и неговото значење. И поради тоа што ме интересира, и поради тоа што на школа ми дадоа за домашна работа да го изслушам говорот и да напишам составна тема што представува булеварот Србија за градот Скопје и неговите жители. Спорува градоначалникот Гоце Трајановски. Ја одржуваме оваа традиција и свечено го пуштаме во употреба овој голем градежен зафат кој го символизира растот на Скопје во модерна метропола. Реализацијата на овој проект ќе придонесе за подобра комуникација меѓу општините Аеродром, Кисела вода и Газибова, при што ќе се зголеми проточноста на возилата, а ќе се намали време трајање на патувањето. Оваа сообраќајница ќе овозможи зголемување и унапредување на нивото на безбедност во сообраќајот, а незината проточност ќе придонесе и за зачувување на животната средина. Реализацијата на вториот сегмент од булеварот Србија е дел од заложбите на градот Скопје за решавање на сообраќајните проблеми во градот Скопје и за намалување на сообраќајниот метеж. Овие прашања ќе бидат приоритет и во нашето понатамошно работење. Ви благодарам и нека ни е со среќа. Јако. Што? Со среќа? Да, нека ни е со среќа. Зашто зборувавме? Извинете, јас малку заглавив на Facebook. Имаше некои интересни статуси и коментари. Птене добро оваа технологија, нејзиниот напредок. Супер е тоа што можеме и од телефон да одиме на Facebook. Што? Состав за булеварот Србија? Табе, сосема заборавив на тоа. Ама тоа ти, вамо имаш досаден говор, овде имаш интересни статуси на Facebook. Ајде веш, тоа се секирам, ќе фатиме врски, ќе ми пише Петка секако. Туку, ова со Фейсбуков не е ново. Трендот на вклучување на Фейсбук од мобилен е тука уште од подамна. Еднаш го имавте и во емисијава, додека зборувавме за еден друг градежен зафат. Па ги имаме говорите, најпрвин Ставрески, случка е поврзана со Министерството за финансии. Додека говори тој проверка на должината на брадата. Разбира, сакав да го видам тимот со кој ќе работам. Бе фрапиран од фактот дека Министерството беше сместено во канцеларии на 8... Па да видиме што има ново на Facebook. Потоа качување на бина и раскажување на Висо што го прочитал на статус на Facebook. И се разбира, тоа не е се. Го гледаме премиерот на Facebook од мобилен уште еднаш, овој пат во пуштањето на употреба на Меморијалниот центар на Холокаустот. Премиере, не се секирајте, потполно ве сваѓам како вие. И јас така правам кога ми е досадно. Си уклучувам Facebook и си уживам. Нека зборуваат таму и така се тоа глупости. Добро, изгледа малку претера. Веројатно премиерот не се уклучува на Facebook, бидејќи колку што знам нема Facebook, ама...